па натаму го снимаме ова и ќе го ставиме на Facebook. Да оди како лайв. Дали има некои прашања? Нема за сега никакви, така? Не. Одлично. Само да стартува Facebook и продолжуваме. Некој слави многу, слушам убава музика. Одлично, супер. Во ред, значи сега би можеле да почнеме со новата тема. Новата тема е брендирање и маркетинг за раст. Ќе почнам од крајот, односно од зборот раст. Што е тоа што може да расте во еден бизнис? Може да расте производството, повеќе производи или од ист производ во поголема количина. Може да расте продажбата, било преку нови вредности на производ и повисоки цени. Може да расте бројот на задоволни клиенти и може да расте имотот на фирмата. Или како профит кој се претвара во нов имот на фирмата. Тие се 4 работи што може да растат. Меѓутоа, пред да почнеме со темата, јас би сакал да ве прашам нешто поврзано со она како започнува растот на една фирма. Дали гледате? Се окей, така? Се гледа? Да, се гледа. Да, се гледа. Прашање до сите вас е следно: што гледате на оваа слика? Или овој слайд? Напишите во чат. Што гледате овде? Дали има нешто напишано? Елипса, дамка, бел лист, мала црна сфера. Супер. И едниот и другиот одговор е точен. Меѓутоа, вообичаено сите ја гледаат црната точка. А многу помалку го гледаат она цел бел простор што постои на сликата. Прашањето е, кој одлучи во што ќе гледа? Секој сам од вас. Исто, на тој начин е и прашањето. Дали во наредниот период она што го работам ќе расте или ќе остане исто или ќе опаѓа. Да остане исто не може, тоа е исто како да опаѓа. Бидејќи ништо во овој материјален свет не останува исто. Или мора да расте, или мора да опаѓа. Како што секој од вас одлучи во што ќе гледа, така секој што има бизнис одлучува дали наредниот период ќе има раст или ќе има опаѓање. Од искуството што го имам во работа со различни бизниси, буквално ова е почетокот на се. Како пример, на првата сесија
што има сега скоро во сегашниви услови со еден клиент, никако не сакаше да прифати дека е можно да ја зголеми продажбата. Првиот ден имавме буквално гледање во црната точка, а третиот ден беше поголем оптимист од мене. Односно, гледаше повеќе бел простор од колку што јас самиот гледав. Значи, тоа е лична одлука и доколку некој работи овде не се согласуваме, тоа може да биде само затоа што можеби некој ќе гледа во црната точка, а некој ќе гледа во белата. Тоа е личен избор и никој не може во тоа да се меша. Меѓутоа, клучно е дека почетокот дали нешто ќе расте или ќе опаѓа во тоа што го работите сте вие. Втората работа е што всушност значи маркетинг. Маркетинг значи создавање побарувачка за тоа што го работите. И колку подобро го правите тоа, тоа би значило дека имате многу поголеми способности за создавање на побарувачка. А побарувачката во суштина е од страната на кого? На другите луѓе. Првата работа во растот е мора да го планирате со оние клиенти кои сега ги имате. Затоа и минатиот вебинар тоа го кажав, суштината на растот на секој бизнес е да ги задржи купувачите што ги има и плюс да стекне нови. Управувањето со растот на мал бизнис накратко би можел да се сведе на ова шема што сега ќе ви ја покажам. Се надевам дека се гледа, така? Во суштина, кога некој управува со бизнис, управува со две работи. Со производот или тоа што он го работи и со луѓето, со тие што се работува. На страната на производот има само три активности. Одлука дали ќе произведе или ќе купи нешто. Тоа да го продаде и за тоа да води точна евиденција. Тие се трите клучни активности во мал бизнис. На страна на управување со луѓето е со кој ќе соработува, кои ќе му бидат не само акционери, него добавувачи, ќе му помагаат во тоа што го работи и купувачи. На страната на активности, секогаш важно е правилото како нешто да се направи подобро, побрзо и поевтино. На страната на луѓето, клучните принципи се заработи, сочува и расте. Ова се однесува на работа, а ова се однесува на пари. Бидејќи парите се кај луѓето. Првиот овој квадрант прави продуктивност. Колку некои работи знаеме да ги правиме подобро, побрзо и поевтино, толку за помалку време произведуваме повеќе. Од друга страна, овој квадрант значи репутација, односно колку некој ве почитува и ве цени, колку се држите за зборот, затоа што врз основа на тоа се заработуваат купувачи, се сочуваат и растат. Тие се буквално наједноставните работи кои што важат во делот на водење на мал бизнис. Сега, кога сме кај маркетинг, од секогаш кога постои човекот, кај сите постои интерес за една работа, а тоа е да добијат нешто, да добијат поголем квалитет за помалку пари. Дали има некој што познае некој што не се однесува така? Или да добие повеќе вредност, а за неа да плати помалку? Дали постои некој таков? Јас досега не сум сретнал и се тоа досега што ви го зборев за однесување на луѓето, било каде во светот, сите го практикуваат тој принцип. И сега, што би значило да се создава побарувачка за своите производи?
Само момент. Да уклучам имаше некој. Уклучив ги, а нема гајле. Ти ги уклучуваш. Кажи ми за да не гледам јас на тоа. Во ред, фала ти. Значи, прашањето е како се создава поборувачка за производите. Класичниот маркетинг вели дека треба да се истражи пазарот, да се види што мислат луѓето и така натаму. И тоа е точно, меѓутоа што треба да дознаеме со маркетингот? Треба да дознаеме што луѓето сакаат, какви желби имаат и зашто сметат дека е важно. Бидејќи дали нешто е вредно или не е вредно, и исто така лична одлука на секој човек. Примерно, некој мисли дека е многу важно и многу вредно да се грижи за здравјето. Друг не се однесува така. Некој мисли дека е многу важно да имаш постојана работа, да одиш во јавна администрација, друг мисли дека тоа не е важно. Значи, секој човек има поединечно размислување што е важно и што е вредно. Со маркетинг би требало да се види кој е тој дел на луѓе со кој што ќе соработуваме или ќе разменуваме информации и производи. Бидејќи има овде нови луѓе, јас би го повторил оној дел што го спомнав и минатиот вебинар, а тоа е дека во размената со луѓето 70% е информација и комуникација, а 30% е стварна размена на производи и услуги. Кога ги знаеме желбите на другите луѓе, тогаш полесно можеме на соодветен начин да го прикажеме нашиот производ или тоа што го произведува. Пример, која е желбата на луѓето, што сакаат луѓето да постигнат кога купуваат мед? Може ли некој да ми каже? Здравје пред се. Здравје, чие? Па на нив самите и на нивните блиски. Нивно. Друго? Само толку. Потреба за исхрана. Значи, некои го користат за лек, некои као храна. Добро. А прашањето е, како дошле до мислењето дека со медот ќе станат поздрави? Преку совети од лекар. Добро. Преку искуства на други луѓе, така? Да, статии на интернет за здрава храна, здрав живот. Да. Значи, тоа зашто луѓето зборуваат и го насочиле своето внимание, врз основа на тоа донесуваат суд или вредност, дали нешто може да им помогне или не може да им помогне, така? Дали, прошлиот вебинар ве прашав, сега повторно ќе ве прашам, дали водите евиденција зошто тие што купуваат од вас се задоволни од вас? Или зошто баш од вас купили? Што било причина? Доверба. Што? Доверба, поверење. Точно, ви верувале, ама со што сте ја стекнале доверба? Нудиш дека со квалитет за тоа што го кажуваш и што го нудиш, дека стоеш за тоа. Значи, прво квалитет, друго? Постојаност. Во ред. Не ми е целта за да мора многу работи да се кажуват. Целта ми е да обрнам внимание на дел од слайдот, што ви го прикажав. Го гледате? Дали гледате, една важна работа е да се води точна евиденција, така? Колку се купило, колку се продало, колку биле трошоците. Меѓутоа во таа евиденција е и зошто луѓето купиле. Кои се највредните и најчитани делови кога некој нов производ се промовира? Што кажуваат тие што го користеле? Не фирмата што го продава, него тие што го користеле, така? И тоа задоволство на купувачите во суштина станува вашиот маркетинг. Вие почнувате тоа да го продавате наместо вашиот производ. Се надевам не ако е
збунувачко, слободно поставите ми прашање. Меѓутоа, еве еден пример да ви кажам. Пред година и пол разговаравме со односно работев со жена која што беше менаџер на салон за убавина, меѓутоа најдобрите услуги би беа за чистење на кожата, односно нели некој што има проблем со лицето и така натаму. И на моето прашање зошто доаѓаат, одговор беше затоа што ме препорачале некои други. А зошто те препорачуваат други? И требаше малку време и после свати дека заради тоа што постигнува резултат. Значи можеш да одеш ти на 100 места, меѓутоа да не се постигне резултатот. И кога почна тоа да го става во промотивната порака до своите купувачи, тоа почна да носи се повеќе и се повеќе клиенти. И заради тоа, она за што се другите задоволни, од што се другите задоволни, представува ваш маркетинг. Пред да продолжам понатаму, како што е редот, една кратка анкета. Рековме дека една од важните акции што треба да ги правите, тие три е да водите точна евиденција, така? Прашање до сите ват. Дали гледате? Панелисти сте, гледате ли? Само кажете ми да не треба пак да се активира. Да, гледам. Гледате? Оти сите сте панелисти, некојаш не дозволува да се гласа. Ако гледате, може да гласате. Прашањето прво е дали имате евиденција за продажбата од 1.1 до 31.11.2020? Да и не. И ако е да, што се случило со продажбата? Дали имате за тоа податоци? Не ви се одговара. Ама Филип, гласај ми тука на анкетата. Не може да гласаме. Не ви даваш, не ви овозможува. Јас не можам. Да, заради тоа што повторно не дозволува за Оти панелисти. сме панелисти за тоа. Само да видам, ама не. Не, еве сега ќе дозволи. Требало уште еднаш да го. Сега би требало да го гледате, така? Не може пак да се гласа, барем јас не можам. А затоа што си ти и ко-хост, ама другите сигурен сум дека може, гледаш? Само да те... Еве ќе ти дозволам да... Јас не. Кој не може? Зоран Бековски не може, нема ништо. Едино на чат. Ја гласав, кај мене може. Ама знаеш што е, Зоран, не гледам камера кај него, чека. Каде е Зоран? Треба и двете прашања да бидат штиклирани како одговорени и да се оди на submit. А само едно прашање ако се штиклира не можеш да одговориш. Значи имаме до сега колку 7 одговори. Да, еден не. И што се случува? Па зашто сте би вие на семинар кај сите има поголема продажба? Само кај еден има намалена продажба. Ама изгледа сакате уште повеќе да има, така? Еве од тие што 9 што одговорија, каков е резултатот? Тоа значи дека веќе ви имате рецепт. Се надевам гледате, така? Еве тоа е резултатот од вашето гласање. Значи, доста добра екипа, која што добро води евиденција за тоа што работи и иако е ситуацијата каква што е, скоро најголемиот дел од вас веќе имаат зголемена продажба за првите 11 месеци. Браво. Исто, ако смеам за кратко. Да? Значи, кај мене има зголемена продажба, ама има, бидејќи има зголемено производство, а инаку не сум рентабилен. Ме Дали ме разочарах. разбираш поентата? Сега те разбирам, ама ме разочарах. И тогаш, како значи рентабилен? Не си ги покриваш трошоците? Или не си задоволен од заработувачката? Не сум задоволен од заработувачката.
Значи, зголемената продажба е како резултат на зголемено производство. Во ред. Сега ќе преминеме. Кај мене зголемената продажба е резултат на немање малку количини на оваа година. Значи малите производители нема никој ништо и оваа година мораше да тражат од посериозни од повеќе што имат. Тоа се вика Значи, помала немање на конкуренција, понуда. така ли? Да, помала понуда, да. Општо е кај сите тие што имат и тоа. Дали тоа значи, Маријан, иста количина со повисока цена? Цената е, па да, малку е зголемена, ама тоа е зголемена не пред да почне у наводници кризата со производството на мед за оваа година зборам. Иначе е зголемена потрошувачката. Дали короната, дали што немат малите производители, така да има една логика кај нас кога малите производители, односно има мед, тие ги покриват некои си мали у наводници дупки и постојаните клиенти, а сега немат малите уопште, така да тоа е тоа. Повеќе фактори се поклопија. Во ред, значи колку што можев да сватам, имаше зголемена побарувачка, така? Да. И заради Оти нема понуда. и до повисоки цени, а иначе количината ти беше иста. Количина оваа година немам ништо, све ланско продавам, а продажбата е повеќе. Добро. Сега вака, она што значи да се води маркетинг за раст, посебно преку интернет, значи следно. Основниот економски закон дека цената на производот се формира како резултат на понуда и побарувачка, да се направи во своја полза. Што тоа значи? Тоа значи да се дојде во ситуација повеќе да ги барат вашите производи отколку што вие може да понудите. Имаше прашање или не сакајќи? И се што би требало да се прави со маркетингот е да се направи тоа. Да има поголема побарувачка отколку што вие може да понудите. И јас знам дека од тоа многу луѓе се лутат и се незадоволни, затоа што мислат дека со тоа нешто губат, меѓутоа основно правило е кој како доаѓа така да биде обслужен. Првата работа да ја дозавршам тоа што мислат луѓето и како мислат. Првиот извор на тоа кои им се желбите на луѓето и што ги интересира е вашата Facebook страна. Дали, колку што знам, сите имате Facebook страна, така? И првиот чекор е лајковите. На било кој начин имате коментари, имате укажувања кои што треба да се искористат како да ги нудите вашите производи на новите луѓе. Со последниот клиент што работев на веб страната, односно на Facebook страната имаше 6-9 лајкови. И кога ја прашав зошто не обезбедуваш од нив да они го купат она што сега го промовираш пред нова година, бидејќи ти требат само 1000 луѓе за да ја постигнеш целта. И он рече, па никогаш до сега не ми текнало тоа да го направам. Сигурен сум, не ве знам кој колку е стар, меѓутоа секој од вас на Facebook има минимум 2000, помеѓу 1000 и 2000 пријатели, а во животот за 10 години сигурно сретнува помеѓу 4000 до 5000 луѓе. Дали е тоа точно? Сте направиле ли некогаш, така да кажеме, еден преглед од кога сте почнале во школа да одите до сега, со колку луѓе вкупно сте се сретнали? Се запознали? Ристо, Да? јас сум малку специфичен случај, работам во Федерација на фармери. Ја имам во инбоксот во телефонот 3500 луѓе кои што ми се во мобилниот телефон. А на интернет имам 1500 пријатели, затоа што се уште не го развивам тоа.
И сега имам една идеја да направам, пошто работам во Федерација на фармери, има правила на однесување и не можам се и се што да повикам како пријатели. Правам сега посебна Facebook страница која што фактички е за пчелар, затоа што јас сум пчелар како моите колеги, кој што фактички таа ќе ви биде само за луѓе евентуално потенцијални клиенти и овие 3.500 што ги имам у телефонот да ги ставам како пријатели внатре. Одлично. Тоа е само сега, а од кога си жив, колку луѓе си запознал? Па да ти кажем, имам пример сега, само 10.000 луѓе на сајам однесено. Аха. Кажи ми се од тие сите 15.000, колку купиле од тебе? Нешто. Па што знам, не знам, 500 на пример. Ама нели рековме првата правило е точна евиденција. Значи од ти се спомна 15.000 луѓе, да, а викаш само 500 од тие што комуницираш купиле од тебе, така? така. Значи тоа се вика неискористен потенцијал или грешка сум? Па не си грешка, тоа е opportunity, така? Да. Од 15.000 луѓе што ги знам, 1.500 би требало да бидат мои купувачи. Така? Или па може немаш толку производство. Еве едно прашање до сите вас. Колку купувачи ви требаат за да го продадете годишното производство? Со некој просечна количина што купуваат вообичаено. Маријан, колку луѓе ти требаат? Зависи. Благо спомнал некна, имаше пред тоа, речем некаде 30% го давам на мало или 40%, зависи од годината на производство, а 70% на големо идеш. Во ред. Значи може да се случи еден или двајца да го земат 70%. Ајде да се врнам на статистиката да видам момент, секунда са. Благо е колку ти треба тебе? А не повеќе од 300, не повеќе од 300 луѓе. Годишно, така? Да. Благо е тебе? Па кај мене, главно производство не ми е мед, јас произведувам нуклеуси, така да се зависи, значи може една личност да купи повеќе, различно е, не може да се каже. Ова година колку луѓе беа? Купувачи. Лани колку беа? Оваа година беа тројца во нуклеуси и во мед, различно е, некој купува по една тегла, некој взима по 12. Во ред, не ама може да кажем. Како купувачи 15, 20? Повеќе се како. 50? Сигурно има 100. 100, да. Да. Сега, на првиот вебинар ви кажав за правилото. За да имаш 100 купувачи во нормална ситуација, не на интернет, со колку луѓе треба да контактираш? Се сеќавате? На принципот 10, 100, 30, 10. Се сеќавате? Ај ќе го повторам. Од тие 10 ќе бидат само купувачи. Точно, да, само 10. Ама тоа важи за нови. Пази сега. Значи, сосема нови клиенти, не стари. А за старите што важи? Од 100. За старите е различно. Доволно е некој пат само да го подсетиш. Во ред, Тоа е сосема нови што не те познават, ти правиш реклама и тогава верувам дека од тие 100, 30 ќе пројават интерес и можеби 10 ќе купат. Ако воопшто не те познават. А за старите клиенти тоа не важи. Подобра ситуација, така? Да. Па ние збориме за потешката ситуација, бидејќи за раст ни требат нови, така? Да, нови ни требат. Во ред. Значи, бидејќи рековме дека растот е одлука, секој од вас да си запише 2021 колку поголем раст ќе има. Нека биде реперс продажба. Или профитот. Али најдобро е заради маркетинг да биде продажба. 10%, 20% или 30%. Дали завршивте сите? Направите некоја реакција? Или не сакате да одлучите сега? Ристо, ја имам едно прашање, ако може. Може.
Јас инвестирав минатата година 5000 евра во инокс опрема за производство на нови иновативни производи од пчеларство. Пример, путер од бадеми и мед, путер од лешници и мед, путер од кикирики и мед, мармалад со мед, вакво речи го, нов тип на прополис без алкохолен. Тоа се 5 нови иновативни производи кои што ги нема во Македонија. Моментално ги имам само јас и уште 2-3 други. Сега, ако рачунаме, например, продажбата, зборуваме за тековните производи, што веќе ги имаш, или овие новите кои што фактички ќе направат, условно имам сега план како преку онлайн продажба да фактички ги пробијам и нив. Зашо зборуваме с големување на продажба? Ни за едното, ни за другото. Ова што ти го кажуваш е гледање во црната точка. На почетокот се уклучи, така? Значи ти сега гледаш во црната точка. А не го гледаш просторот? Не го гледаш просторот. Гледај во просторот и не ти треба ништо што сега имаш. Одлука, колку повеќе? Ама Ристо, јас со него се согласувам. Значи, за мене е многу битно кога зборуваме за зголемена продажба, дали за зголемена продажба стари производи плюс нови или со оптимално производство поголема продажба. Се работи за следно. Ајде да го повторам она што прошлиот вебинар ви го кажав. Може ли пред да го одговорам прашањето, само да ви кажам што правиме сега? Може? Се сеќавате на прашањето дали кога на некого сте помислеле сабајлето, ви се јавил по телефон? Дежаву. Дали, ајде, пошто има нови. Дали постои некој овде кој што не му се случило следното, да помисли на некој сабајлето и во текот на денот, или тоа да му се јави или да го сретне, така? Има ли некој што не му се случило тоа? Нема, знам дека нема, бидејќи со 20.000 луѓе сум разговарал и нема таков човек. И второто прашање е дали тоа само еднаш во животот ви се има случено? Нема таков, нели? Повеќе пати. Што значи, ако се случува на сите луѓе и ако не се случува само еднаш, туку повеќе пати, тогаш мора да постои некое правило во тоа. И дека тоа е наука. Само ако не се случува на сите луѓе и ако се случува само еднаш, тогаш е случајност. Значи, сакам да ви кажам дека првата работа е колку сакате вие да постигнете повеќе, а после ќе видиме како тоа ќе го направиме. Затоа што тоа што сега го имате, ви носи толку колку што имате, така? Прашањето што го поставува Благо е од тоа што го имам, колку да зголемам. Не, првата е колку сакам да имам повеќе. И сега, како што реков на почетокот, не ве терам дека да го прифатите тоа. Ама однесувајте се на овој вебинар исто како кога е нова година и секој си посакува желба, така? Нека биде ова желба, нека не биде стручно направена. Или поточно кажено, исто како кога функционира да помислиш на некој ќе се јави на телефон, ништо не губите да помислите колку раст сакате следната година. Што ве коши? Ристо, па сакам да се уклучам јас. Например, ние пчеларите произведуваме прополис. Добро. Прополисот, цената на големо, например, 2400 денара, јас можам да произведам годишно прополис, например, 2 килограма. А ако го продадам таков како суров, тогаш фактички ќе земам 5400 денара и фактички ќе направам зголемување на продажбата, пример, за 100%. Меѓутоа, ако направам додадена вредност и тој прополис го конфекционирам, пошто нели примерот беше преска на Благој Данев на во продавницата ставил прополис капки, така? Сега, например, јас, например, иновирав нов производ, кој што е, вакво речи го, дури можем да го споделам, да видите како изгледа тоа чудо, кој што фактички станува збор за прополис, ама не во капки, туку за дечиња со спрејче назално да се применува, кој што го има во секоја аптека и кошта 300 денара, меѓутоа јас тоа го имам како индивидуалец. И сега што значи тоа? Ако направиш додадена вредност на базичниот производ кој што ти, например, производството мене ми годишно 1 тон. Ако го продам само, пошто преска Маријан тоа што го каже, ако го продам, например, на големо, цената на големо е 5 евра, 5000 евра е максимум, плафонот. Меѓутоа, ако направиш производи со додадена вредност, тогаш небото е граница. Одлично. Сега, она што вас ве кочи е, затоа што се држите само на тие производи што ги имате. Ако некој сака да расте,
Може да воведе и нови производи. Колку што видов овде Филип рече дека покрај мед има воштарник, има плюс уште нешто друго, така? Значи се работи да се зголемат и да ја зголемите и понудата, ако веќе со тоа што сега го имате, толку е плафонот што може да го постигнете. Сами рековте, производството на мед се намалува, тоа значи дека секој година ќе биде помалку. Така ли е? Како да се размислува да се воведе нешто ново, дополнително? Лично јас можам да ви кажам како искуство што работам последните 20 години. Јас имам како задача секоја година во тоа што го работам да воведам нов производ. Не се ослонувам на него, ама да биде нов. Во последните 20 години имам секоја година по еден нов производ во однос на она што претходно сум го работил. Инаку, ако се задржиме на овој принцип што вие го кажувате, точно е. Има плафон преку кој што не можеш да одиш. Обезбедено од тоа што кажавте колку се произведува мед и тоа е тоа. Максимално. Но дали ако продолжи така, после 3 години ќе имате уште помалку од колку што имате сега? Благое, дали ти одговориш на прашањето? Слагам се со Најдовски дека мора да размислуваме на производи со додадена вредност. Тоа би значило пак на некој начин модифициран или некој нов производ, така? Не само на постојан, добро. И сега, следното прашање... Да, извините што ви прекинувам, кога веќе сме тука. Значи, добро ви беше прашањето, колку сакаме да имаме? Да. Секој воведување на нов производ е нова инвестиција. Колку сме спремни да инвестираме? Значи, треба да се искалкулира. Значи, главното прашање ви беше, колку сакаме да имаме? Може би некој сака 100, приказката завршува. Сакам 110, меѓутоа за да направам 110, може би треба да инвестирам, не знам колку, како Благо ќе спомна, 5-10 не е битно колку е инвестирано. Значи, колку сакаме? Добро беше прашањето. Некој окей, задоволувам се со 50, зборам на памет за било што, релативна бројка, и увредете. 50 ми е окей. Добро. Да не забораваме дека голем дел од пчеларите, пчеларството е секундарна дејност, така да и со време сме обврзани. И па тогаш ако не во медот, вади кај на другото. Таму кај што не ти е додадена вредност. Јас ова имам три нови производа ќе ги пуштам други ден. Ето видиш? Во ред. Ајде, може ли да продолжиме? Може би следното ќе биде поинтересно. Она што сакав да ви го кажам во маркетингот е да точно, ако веќе знаете да растете, вие треба да знаете со кои производи ќе го правите тоа. Во ред, ги имате сега производи. Меѓутоа, третото прашање е, производ значи, кога ќе одлучиш нешто, дека сакаш да растеш, имаш некоја цел, следното е дали ги имаш способностите за тоа. Вие вообичаено за тоа зборевте. Дали со тие производи што сум способен сега да ги правам и продавам, дали може тоа да го постигнам. Во ред. Меѓутоа, третото прашање е, со кои сакате да работите, бидејќи бизнисот е размена на луѓето меѓу себе и може да бирате како сакате да работите. Она што сакам да ви го поставам као прашање е следно. Како би изгледало за вас идеален купувач? Кој е идеален купувач за вас? И колку такви треба да има за да пораснете 10%? Дали можете не да ми го кажете сега, него покрај, ако запишавте, предпоставам не запишавте, ама на еден лист хартија да ставевте 10% повеќе, 20% повеќе, или да напишев 30% повеќе. Таму кај што го напишевте тоа, под него да напишете кој е вашиот идеален купувач, она каков што вие би сакале да имате. Според мене сите купувачи се исти. Како се исти сите? Па исти се. Имам туризам завршено и значи услугата е спрема сите исти, секата купувачи управа.
Филип, Така сме учени. тоа е една теорија. Вака сега да ве прашам. Дали од сите имате веќе постојани купувачи? Дали некој ви се помили, а некој помалку мили? И зошто ви се повеќе мили? По пример, например, колку нарачува, кога нарачува, колку плаќа, колку се жали, колку има приговори. Дали ви си сите исти? Па дури и кога си во кафана, дали сите гости си исти? Ти исто се Не однесуваш? се исти, меѓутоа правилото е тоа, дека Во ред. мора да ги третираш сите исто. Во ред. Ама кога би можел да бираш, дали можеш да кажеш какви да, купувачи секој сакаш? случај. У секој случај можеш да бираш. Дали знаете какви купувачи сакате? Јас знам каков сакам. Ајде, можеш ли да го опишеш? Како би изгледал тоа? Не со име и презиме. Идеален купец. Идеален купец е профил на човек. Значи, работоспособен човек со средно убава плата. Тоа значи да има доволно пари за да може да купува од моите производи. Значи, прво треба да биде вработен. За прва работа. Втора работа, да биде повеќе од задоволен од она што го добива од мене. Например, сега, од мојот мед, фактички вика ти си најдобар. Значи, да има доверба и лојалност према мене. Се разбираме? Кој нов производ, например, бадам 3 нови производи, не прашува какви се, верува на нив и дава пари. Ми верува. Значи, доверба спрема мене. Трета работа, постојан во текот на целата година ми купува и идеалниот ми носи нови купувачи. Отприлика краток профил на купувач според моите сваѓања. Би требало малку поконкретно да го опишеш. Кога ќе кажеш средна плата, што значи тоа? Средна 200 евра, 500.000 евра. Кога ќе кажеш го цени мојот производ, што значи тоа? Купува еднаш, 5 пати, 10 пати, 20 пати во година. Ајде, можам да прецизирам. Значи, за мене идеален купувач е кој што месечно ми купува производи, например, од 2 до 3.000 денара. Значи, има убава плата, например, со незиниот маш, например, зимаат, што знам, 3 просечни плати во Македонија. Значи, може да си дозволи што сака. Втора работа, тој купувач го цени своето здравје и фактички има тотална доверба во мене. Што нов производ да изведам, вика дај. Значи, има доверба во мене дека тоа што го произведувам е согласно неговите потреби. Втора работа. Трета работа, лојалноста е толку висока што фактички ме препорачува на други луѓе и други луѓе ми праќаат да купуваат од мојот куќен прак за тоа што се дома. Одлично. Ова благојче напиши го читко за себе, затоа што ова што го кажа, тебе ти треба, ако имаш 5.000 евра мед годишно да продаваш, тебе ти треба вакви 15 луѓе. Ништо повеќе. Така? Така. Значи, само со 15, не со 500 или со 5 или со 600, така? А такви треба да најдеш само 15. А има во Македонија од вработените, ако се 700.000, колку не знам, да, 700 и нешто илјади вработени, сигурно 50.000 се на тоа ниво. Ти само треба 15 да обезбедиш. Али првиот чекор е да препознаваш со кои купувачи сакаш да работиш. Ако така се направи, идеалното, тогаш функционира и системот на кој ќе помислиш, тој ќе се јави. Може ли јас да кажам за мене? Кажи, Благоја. Значи, мене најмили ми се муштериите, што зимото ќе ми рече, се што ќе произведеш до година, јас ти го зимам. Сега, како изгледа тоа? Мислам, може да го опишеш, ти ги знаеш какви се. Да, значи, последните 3 години, јас се што произведам нуклеуси, продавам на еден човек. 95%. Од тоа подобро нема. Трошоци намалени, обезбедена доверба и кеш. Да, нешто такво, да. Сега, друг некој коментар? Знам дека сите вие сакате да биде нешто потешко, да биде нешто покомплицирано, да биде нешто премногу да се мозга. Јас ви кажувам, тие се трите чекори.
прво ќе одлучите колку раст сакате, второ, со кои способности и производи, и трето, какви луѓе сакате од вас да купуваат. Тоа е стартот. И кога тоа ќе го направите, почнуваме да ги бараме. Тогаш е маркетингот. Одиме на Facebook, одиме на различните групи. Примерно, јас она што го правев, прво што ми интересираше, беше да одам на Google Search и да напишам мед или производители на мед. И врз основа на тоа, сакав да видам што се пишува за медот. Што луѓето мислат за медот. И кога тоа ќе го видам, дефинитивно ќе можем да оценам каков тип на купувачи постојат и што сакаат. Има дури и понапредни техники, ако сакаме да видиме со што луѓето се занимаваат. Гледате? Ристо, ако може едно прашање само. Да. Например, во профилот на продавачот, значи медот се, пошто е карактеристичен, се произведува како храна и како лек. Јас би сакал моите муштери да бидат параили, што медот го зимаат за храна, а лекот им е секундарно. Значи да го употребува секој ден. Не да го некоја баба само која е грипосана тоа да го купува. Јас те разбирам многу убаво. И потполно си во право. Ама јас сакам да ви укажам на некои способности што ги имаме како луѓе, ама не сакаме да поверуваме дека се способности, да ви ги вратам затоа што така побрзо се остваруваат целите што сакаме да ги постигнеме. Сега, дали гледате нешто овде? Се гледа нешто? Или не се гледа? А? Explore what the world is searching. Значи, Trends, ако може да си го запишете ова trendsgoogle.mk, ова ни цел свет за секоја држава, може да барате да видите што луѓето ги интересира во однос на некоја тема. Например, јас она што го избрав сега беше за Македонија. И да видиме што се збори на оваа тема. Најмногу се збори во Кочани, гледате. Павокичио, Струга, Гевгелија, Ресен. Овие се објави на интернет, збориме сега за интернет, така? На интернет, што се пишувало на темата мед? Како теми. Како збор, вајда, како збор. Да. Оти вака видите сега. Вие, ако сакате да ги добиете купувачите што ви интересираат, најдобар начин е да видите за што се збори кога се збори за мед. Вие може да им зборите нешто премногу стручно, нешто сосема друго што не може да ве разберат, така? Едно е кога некој ќе ти каже за компјутер или за мобилен, него можеш да го носиш кај сакаш, се полни еднаш за цел ден, така? А друго ако почне ти каже, знаеш што, во него има таква меморија, има онаква меморија, и тогаш ти ништо тоа не си разбрал, така? Она што обичните луѓе зборуваат во врска со вашите производи. И тие работи се нудат како промоција на вашиот производ. Или ако користите како што користи Маријан Арсов, зборови планински, ливадски, мора да ги да објасните што значи тоа. Јас лично не знам што е разликата, разбирате? Вие како производители може да си знаете, така? Ама треба да се употребуваат зборови кои што се користат во народниот ред, од народот и се поврзани со нешто што на нив им е разбирливо. Ако може да те прашам нешто сега, Ристо. Јас сум човек што зборува 3 јазици и, например, последните 6 месеци барам интензивно за корона лекови. Добро. Се испостави дека има преку 100 научни труда. Добро. Дека пчелниот отров и прополисот се научно-академски докажани дека помагаат како помошни средства во борбата против короната. Супер. Сега. Факт е, например, тие трудови се испаднати од јуни до сега и има, значи на светско ниво, кај што прополисот е еден од ретките антивирусни препарати што медицината го користи. Сега, како да го употребиме тоа со оглед на фактот, затоа што тоа преска што те прашав, например, кај прополисот не докажав преска. Ако го продаеш на големо,
може да го продадеш 2400 денара. Меѓутоа, ако го ставиш во капки, му ставиш алкохол ваков, таков, онаков, може да извадиш до него до 20.000 денара. Значи, 10 пати да ја зголемиш вредноста, сега како да направиме да фактички тие луѓе кои ќе бараат корона, да дојдат до прополисот, па да дадат до мене, па да земат парија. Се разбираме? Те разбирам. Меѓутоа, кога те разбирам многу убаво, штом ги има тие податоци, така, ги сподели на Facebook тие? Па сега за сега имам принцип, пошто се на англиски, ги споделувам до академски граѓани, до професори, имаме куп база. И одам човек на човек, така, на директен маркетинг. А сега да те прашам нешто. Ако не е интернетот, што бисте направиле? Кога ќе одите на саем, на сите луѓе ќе има кажете таа информација, така? Не го носите трудот, ќе му кажете информација, така? А овде имате можност да ја кажете на македонски и да го ставите линкот каде што може да го видат трудот, така? Ако одите некаде на гости, ќе окажете тоа, така? Сега, саемите или гостите за имен ден или така натаму, на интернет се или Facebook страните, или групите, ќе ги видите групите во кои што има интерес за здравје, кои зборат за здравство или за корона и така натаму, и таму ќе го кажете, ќе ја пренесете оваа информација. И на тој начин не очекувајте дека други ќе го кажат тоа. Мене баш тоа ме интересираше, а знаев, кога рече благо е за здравје, да, ама во овој момент здравјето е поврзано со корона. И ако има докази дека влие и може да помогне, зашто не се распространува таа информација? Тоа ти исто као се знае дека само на свадба се купува алкохол, не секој ден, така? Па кога знаеш кој прави свадба, му продаваш. Во овој случај сите зборуваат за здравје и заштита од корона, така? Ако помага и мислам ако е вистина и ако помага на другите луѓе, грешка е да се чува таа информација, а не е грешка да се споделува. Тоа би било моето мислење. А сигурно има и уште многу други работи што се поврзани како информации за да се пренесат на другите луѓе. Која е вредноста доколку се користи медот? Дали успеав да ти одговорам на прашањето, Благоје? Во ред, задоволен. Значи, таквите информации не би требало да се кријат. Треба само соодветно да се направат. Сега има и повисоко нивоа постручни предавања во смисла кога ќе се прави пост со која намера. Нели, пост значи објава на Facebook. Дали е намерата да поставите прашање? Дали е намерата да отворите дискусија? Дали е намерата да покажете како нешто се прави? Например, ако првиот пат ако пуштите дека постои такво истражување дека помага, така? Вториот пат како тоа медот помага? Како да се зима, што да се зима? Тек третиот пат да се пушти кој тој производ или начин користејќи мед да се постигне тој ефект што е потврден со истражувањето. И така во една недела или во 2 недели полека, пост по пост, не само на вашиот Facebook, него и на групите кај што зачленувате. Јас го кажав тоа и на претходниот семинар, затоа јас секаде што ме канат на групи се вклучувам. Не секаде коментирам, ама тогаш кога ми треба се јавувам со мој коментар и мислење за нешто. И на тој начин градите побарувачка за тоа што го нудите. И во градењето на таа побарувачка доаѓаме до третото прашање, тоа е брендирање. Што значи брендирање? Брендирање значи да се види дека сте различен од другите. Самиот збор бренд е амерички и уствари значел фармерите кога сакале да си го заштитат добитокот, морале да му удират джик со иницијали на тој кој што е собственик, така. После тоа се претворило во трговска марка и така натаму, со која единствена цел да се прави разлика од еден до друг и кој е собственик на одредено нешто. Јас можам да кажам само следно, дека брендирањето може да биде на 3 работи. Вие лично да се брендирате, вашиот производ да го брендирате и вашата фирма или без разлика како ја викате трговец, поединец или било што, да ја брендирате.
Она што јас сакав да ја го дадам како пример, сите што отворивте продавници се гледа дека никој не се брендира, од проста причина што сите употребувате избор. Сите сте мак пчеларници. Јас се брендирав. Зрновци како регион. Така? А, добро. Да. И се издвојува тој дел кај тебе, меѓутоа, слободно ако одите на веб страната Bit Digitalize, ќе видите дека посебно во делот кај што се овие за мед, 2 или 3 се како пчеларници или мед. Еве, директно да видиме, знаеш, да не биде теорија само. Мак пчеларница, пчеларство дојчиновски, пчелни производи зрновци. Брендирање значи да му даете некој име. Како, например, бев пријатно изненаден кога, ама немам share screen, така? Немам, да. Чекај. Ристо, јас имам едно прашање за брендирање. Да. Преска те информирав дека сакам дека имам веќе произведено да 5000 евра за путер од лешници со мед. Добро. Му го ставив името Танела, затоа што жена ми се вика Тања, а асоцира на Нутела. Така? Дали е вистински брендирање, например, брендот да им звучи слично, а различно? Колку луѓе праша за тоа име? Па да ти кажем, едно 200 души Што искоментира. ти кажале? Бомбона. Па, тоа е најдобар начин. Прво, како они го примаат. Јас, без да ми кажеш, веднаш ми отиде на Нутела. И нив им беше интересно како сум дошол до тоа, дека жена ми се вика Тања, а у исто време сум и дома, за да ти кажем право, така малкуска на шега ги фаќам, и им влегува во главата дека овој домазетов направил нешто што е Нутела, затоа што Нутелата има 13% на пример лешник, кај мен има 65%. И сега фактички автоматски му ставаш подсвесно дека нели твојот производ е најдобар. И Да. сакам да го фурам таа Танела, по тебе добро ли е? Ма ако сакаш да ти одговорам на прашањето, јас би ти одговорил по истиот редослед како што беше предавањето. Значи, прво, колку сакаш тој производ да учествува во твојот раст, и второ, како тој производ, дали можеш, во која количина можеш да го произведуваш, и трето, кој сакаш да купува од тебе. И кога ќе утврдиш кој сакаш да го имаш како купувач, тогаш за нив ќе правиш брендирање. Пред нив да се разликуваш од другите, а не така генерално на пазар. Оти така можат многу да ти кажеш, гледаш убаво звучи и на крај ниту еднаш да не купат од тебе. Јас знам многу такви луѓе кои што што е убаво, меѓутоа никош не купуваат од тебе. И што ми значи тоа мене? Најважно е да знаеш од кој. Јас најчесто го велам следново. Кога си сам бизнис, си мислиш дека ти си директор. Оствари не е точно. Кога си сам бизнис, твоите купувачи ти се директор, така? И јас ова што ви го зборуваме, начин како да си го изберете директорот, разбирате? Оти директорот може денес да каже едно, утре друго, трето и да се збркаш, така? И ако сакаш да работиш. И затоа ако дефинираш како изгледа идеалниот купувач, и ако препознаеш колку такви има во Македонија, така, тие ги сакаш да ти биде директор, да ти кажат што да работиш, не било кој друг. Затоа ако одиш по овие чекори, 1, 2, 3, 4, тогаш брендот треба да го одредат тие за кои што ја правиш Танелата. Не може да биде за сите. Мора да има некои доминантни, што ги викат сегменти. Разбирате? И тој доминантен сегмент него ќе го тестираш за брендот, не другите. Тоа би бил мојот совет. Сега околу тестирањето. Производот чини 1000 денара килограм. Спакован во 200 грамски теглички, автоматски ги лимитира овие што се за лек, пошто кој ќе да е за лек, нешто се купува со храна, и доаѓам до на првото идеалниот купувач, значи само луѓе што имаат над 40 денара приход месечно уплата, тоа сум го тестирал на овие 50 на што ги имам што им продам Танела, фактички не преправаат ни за цена, ни за ништо, сакаат квалитет. И автоматски се фокусирам само на парајли, а овие пензионери, баби, дедоци и остала багра, тие не ми требаат, пошто тој ти за 50 денара спремен да се степа. Не би коментирал ово последното, ама во ред, насоката ми е да точно си ги дефинираш луѓето, кога ги дефинираш твоите купувачи, не значи дека другите се лоши, него едноставно со нив сакаш да градиш односи и они да купуваат.
сигурно ќе имаш и од другите, ама нема да бидат доминантни, кои нема да го прават приходот. И нема да зависиш од нив дали ќе ти оди бизнисот или нема да ти оди бизнис. Еве сега. Може ли ја да се... Да, извини. Да, слободно. Значи, ја мислам дека Благојче ово што го кажува, он фактички си го сегментира пазарот и дека нема многу додирни точки со брендирањето. Имам ја некои познавања, бев на еден долг семинар околу брендирање во Германија. Аха. Осени долготраен процес, он може да има супер намера дека сака да го брендира производот, меѓутоа брендирањето е повратна информација од пазарот. Добро. Он може да ми го рекламира, јас дури сум пријател и ако го земам производот и не ми се допадне, тука завршува целата приказна. Брендирањето доваѓа како позитивен фидбек од пазарот. Ако е квалитетен производ, они тогаш ќе барат и ќе речат, чекај, како се викаше тај производ, не е битно дали е танела, може да е дж. И јас ќе го барам тоа дж, бидејќи ми се допаднало и ќе сакам повторно да го купам. Точно. Лојалност, да. Сега, ако добро ме следевте, имавме многу информации. Тоа беше причината зошто ви кажав, ако знаете зошто се вашите купувачи задоволни, од што се задоволни, тоа го нудите на другите за да го препознаваат и на тој начин да станете бренд. Значи да го бараат тоа од што се задоволни. А како ќе го крстите тоа задоволство, во какво име, тоа е вториот чекор. Дали е тоа што сакаш да го кажеш, Благое, или не е тоа? Да. Сега, јас би сакал и некои практични совети да не биде само теорија, така? Првата работа е сите имате профил, така? Личен профил. Има ли некој што нема на Facebook? Нема таков. Што има профил? Нема некој што нема профил, така? Имаме, да. Да. Првото прашање, дали знаете дека горе, го гледате ова? Горе под вашето име може да се брендирате или да направите ваше мото. Како сакате луѓето да ве гледаат? Дали сте напишале? Гледаш, овде има едит и може да го направите. Истото тоа може да го направите и на вашата фан пейдж страна на Facebook, пошто знам дека сите го имате тоа, така? На страната. И на крај, производот. Дали некој има дадено посебно име на производот, посебно овие што произведуваат мед? Или не? Значи, најчесто во описот на организацијата исто така треба да се направи некое мото и без препознатливоста за сега се форсира кај сите или преку мотото или преку логото на организацијата. И не треба многу голема наука ако сакате да бидете различни и препознатливи во однос на другите. Инаку се согласувам за големи компании кои што сакаат да градат голема заедница на лојални купувачи, имат стварно поширок систем како се дефинира брендот, како се организира брендот и како да се чува на пазарот преку различно позиционирање. Меѓутоа, ние разговараме сега за тоа да брендот ви биде некоја едноставна алатка или символ со кој што брзо ќе комуницирате на пазарот и ќе ве препознаваат. И најчесто тоа се, како што ви кажав, вие самите, како вие се представувате, понатаму, самата фирма и задоволни купувачи. Тоа што вие го ветувате како бренд, во овој случај би значило здравје, заштита од корона и полно енергија, или како би го крстиле тоа, така? Пошто знам дека медот создава
виталност и енергија да можеш да повеќе работиш, да бидеш во кондиција и така натаму. Тие би биле укажувањата од аспект на мал бизнис, како не со многу напор, со мали измени, како овие што ги направи, например, Маријан сега и другите, да во суштина се разликувате од другите. И кога некој треба да ве пофали или од уста на уста да зборува за вас, да може на многу едноставен начин да го каже тоа. Ристо, ако може едно прашање? Некако дека може. Вака, во групата има едно момче се вика Слобода Димовски, тој е Шнајдер, приклучен доле на ќошот последене. За него целна група сме ние пчеларите. Во Македонија согласно Агенција за храна и ветерина има 5000 пчелари кои што фактички имаат регистрирано своји пчеларници. Сега што треба да направи он, кај што таргетот не е медот, туку е пчеларската опрема, пример блузи, комбинизони, да го креира неговиот бренд, кога ние пчеларите сме муштерии во случајот. Дали до сега работел со вас? 20 години работи човекот на ова поле. Па, има ли потреба од совет? Не го разбирам. Да прашаш точно нешто. И па конкретно точно нешто, например, во делот на брендирање, што треба да направи на иновирање на нови производи, така натаму. Па ако ги знае сите и ако ги следи постојано, по истиот принцип, да види што е тоа што им треба, што е тоа што им помага, дали има нова опрема, не само овде кај нас, него исто на Google Search да оди и да види што се случува во таа област. Дали има некои новини, на кој начин она опрема за пчеларите се менува, се подобрува и тоа да го донесе и овде. Да го дизајнира, да го презентира. Валјда сега има некоја фирма или како поединец работи? Има фирма со сите нишани. Така, тогаш таа фирма да си аплицира на визит карта или јас повеќе тоа не го користам, али да си направи на мобилниот една убава визит карта што ќе ја праќа по SMS пораќа или преку Viber. Ако користи имейл, исто така да си направи еден убав потпис, за тоа веќе зборував прошлиот пат, потпис со кој да комуницира, да падне во очи тој знак, тоа мото што ќе го одразува него, на Facebook да се прикаже и опремата и знакот, али во суштина најчесто тоа треба да биде во една или две реченици. Например, јас уште не сум сретнал некој така добро дефинирано мотел за медот, така? Затоа што се претпоставува дека кога се каже мед, сите разбираат, така? Ама сите имат различно го перцепираат тоа. Дали го перцепираат за здравје, дали го перцепираат за енергија, дали го перцепираат за виталност, така? Некој мото, секој би можел да избере за својот производ различно мото. Со тоа не ги исклучува другите, него на таа една работа дава најмногу внимание. Дали има Јас сакам да прашам нешто, ако може. Кажи. Ние така поамбициозните земјоделски производители истражуваме многу, посебно сега во ковид ситуација, и по репроматеријали, и по суровини, па и по пазар. Добро. Еве, јас сум на иста линија со Благојче и јас размислувам веќе 2 години, производството на медот се помалку и помалку се намалува, се повеќе се намалува, а прополисо го има се повеќе. И мислам дека ако дојдам до вистинска цена, ама тоа за во странство, пошто кај нас се права плячка, килограм прополис за 2400 денари, буквално трговците не плячкат. Па мене ми треба кратки совети како ние да истражуваме во странство. Значи вака. Алатки. Па сега, еве, јас се тоа... Извинете се, слично нешто и ова на Благојче и на Благоја. На двојцата Благоја. Знаете колку сајми идеме на пчеларство во Белград, каква опрема се враќаме тамо? 100 пати го имам исто да кажано како за твојот пријател, нека направи опрема заштитна и нека ја понуди. Значи ние идеме 50 автобуси од Македонија, по минимум 50 луѓе на Ташмајден, на Врање, на било кој, сите од веќе се поголем дел пчелари знаат како се враќаме од таму.
Значи, не идем, огромен пазар има у Македонија, ја на многу наши пријатели тифлери, да речем, производство на опрема, еве, направи оваа рамка со овај квалитет и за таа цена. Ја не идам у Белград да ја купувам. Ја ја купувам од вас, ќе ти нарачам 5, 10 илјади, 100 илјади рамки ќе ти најдем. Меѓутоа се уште никој се нема најдено. Мобето ми е исто и советот за пријатело на Благоја за одделата. Дај да ни ги понудат, дај да ги видиме. Ја искрено не знам дека он постои. Ова беше коментар, така? Или Да, коментар. Совет, Еве, совет, понуди, така? да, за совет. Понуди ги. Значи имаш здружение, има контакти од тие 3000 луѓе са 500 пчелари, на тие 500 пчелари да видиме што е. Да, ај сега да се вратам на прашањето на Благоја. Значи Благоја, она што јас го советувам, без разлика што може да се прави некои широки истражувања, сега баш имам таков и случај, меѓутоа за други производи, за помали фирми, како да стигнат до странски партнери. Мојот принцип би бил следен. Првата селекција би била кои земји купуваат најмногу од Европа такво нешто. Значи, прво дали е тоа Германија, чисто преку Google Search или ова што ви го дадов trends. Ако го запамтивте, trends.google.com и може горе да бирате, ако сакаш да го повторам уште еднаш или го види тоа. Така? Пушти го шеднаш. Еве го. Значи, еве го, trends.google.com. Со тоа што може да се бира од за која земја те интересира. Ова сега јас го избрав за Македонија, ќе мора да се вратам назад. Не се гледа. Аха, да. Не се гледа, да. Точно сега на време ме. Значи, само да направам назад. Вака, ова го гледате, така, Google Trends. И првото, да изберете, овде секогаш е прва Америка, меѓутоа, од европските земји, ако веќе не знаете кој најмногу увезува и купува, пробајте Германија, Франција, Италија, да видите со барање, прополис, како го викате тоа, да видите кои се тие фирми кои што го работат тоа, купувачи, увозници и така натаму. Или директно со на Google Search, која ќе ги идентификувате. Следната работа е да можете било преку нивните веб страни или тоа што го имате како линкови, да видите која е таа количина што ја купуваат. Да не одите кај некој што бараат огромни количини, а вие со нив комуницирате. И сега, знаејќи ги она што може да се понуди сам или со другите, да изберете некој што на приближна количина би била заинтересирана и со нив да контактирате директно. Сигурно имаат имејли, имаат можности, мислам, на некој начин да се пушти порака и најмалку такви, да кажеме, ако има 2-3 земји, по 3-4 фирми да изберете и на сите да пуштите, ова кажи го, имејли. Ова што ви кажувам, Google Trends исто покажува, ви дава информации за кои се тие канали, чека само да ви покажам. Кои се тие канали преку кои што може да добиете повеќе информации или да контактирате со фирмите. Минимум 10 или 15 може да им се испрати некој вид информација за вас, понуда, покрај се барем сигурно некој ќе одговори. И второ, ако веќе постои интерес, ќе знаете што е тоа што они го барат, за да можете со повисока цена да го извезувате. Лично, знаејќи ги твоите способности за интернет, лично мислам, ако посветиш време во некој период од 2 недели, помалку време, дека полека би ги селектирал тие кои би биле потенцијални купувачи, или во крајна линија кои им се на нив добавувачи, не мора директно со нив. Може добавувачи кои што се во странство, со кои што може да постигнете добра цена. Оти, она што го разбрав од тебе,
Или е фабриката која што го користи прополисот, така? Или некој добавувач кој има повеќе фабрики им испорачува. Дали е така или не? Значи, мене ми треба некој што е релативно мал, самостоен производувач на такви производи. Сестра ми е во Австрија, имам пријатели ја повеќе држави од земјата, меѓутоа тоа е специфично. Обичен граѓанин обично не ја знае таа информација. Јас истражувах за берзанска цена на прополисо и многу интересно. Значи, кинезите продават од 20 евра за кило до $150 за кило. Аха. Значи, прополисо е многу интересен. Само многу тешко се доаѓа до тај сегмент на муштерии што евентуално откупуваат, ама мала количина. Оти јас сигурно не можам 10 тона да понудам. Јас само ти кажувам дека ако одиш по овие чекори што ти ги кажав, полека ќе можеш да ги селектираш кои се тие помали купувачи, во крајна линија, и ако сгрешиш во комуникацијата, сигурно ќе има некој што ќе ти каже, види, ние купуваме многу повеќе, можеби погледи овде тие се поинтересни со нив да комуницираш, така? Кога ќе отвориш комуникацијата и ќе добиеш точки за информации за ова што тебе ти треба. Али клучно е дека треба да се стартува со комуникација. Ти се само истражуваш и до тука си. Јас веќе си запишав, преска ти спомна да си запишеме. И јас сам запишал дека сакам после 2 години да бидам првиот пчелар што исклучиво ќе произведува само прополис. Памти ми ја думата. Ајде, честито. Во ред, одлично. Баш ми е мило. Присто, ако може едно друго прашање во врска со брендирањето. Може. Значи, ние сме стари борци со Благо и со Маријан, што ние фактички тие ми се колега, условно кажано. Јас сум пчелар 25 години и кога беше кризата 2001 година, дојде една од Њујорк новинарка, има едно списание се вика Bees for Development и фактички дознав една работа која што до ден денеска ја немам направена, а горам можело да ја направам. Што е тоа? Пред 2 години бев во Шпанија, службено и оттаму ја видов идејата за нутелата и однесов од тука македонска теракота виничка со апликација на кошница во која што има полистиренски вако речиво пакување на мед. Меѓутоа, она што е интересно како брендирање, тоа прашањето тебе што сакаме да ти го поставаме, растенијето од кој што 90%, 70% од македонскиот мед се собира, се вика Paliurus spina Christ. Paliurus е фамилија на трнови, спин е фактички трн на латински, а Христи е Исус Христос. Значи во Библијата кога Исус Христос одел на Голгота на Ридот, римскиот тој што бил таму управник му ставил на главата еден вид на круна од трња. Тој трн што фактички му ставил круна, тој е македонскиот трн кој што се вика Paliurus spina Christi, од таму го добил името, и ако тиш на англиски се вика Jerusalem Thorn. И таа фактички дојде од Њујорк да ја напише приказната за Ерусалемскиот трн во кој што фактички ние го произведуваме нашиот мед. И кога имав прилика таа приказка да ја кажам во Шпанија, во исклучително католичка земја кај што луѓето многу големи верници, една стара вика, ова е растението од кој што на Исус му направиле круна. Жената почна да плаче, за мене неразбирливи причини, се што има все ми купи. Сега прашањето со оглед на фактот дека и Благој Данев и Марин Арсов и другите што ги гледам тука, кај нас поголемиот дел од медот е баш таков од чалија, на турски чало, значи трн. Како да направиме да едноставно таа приказка, што сега ја кажувам, дека имаме библиско растение кое што дава еден од најфините, најквалитетните медови на светот, затоа што на времето Медекс го купуваше тука од кај нас, исто како што тутунот. Значи, ориенталниот тутун од Македонија е само 5% арома што дава на цигарите сега што ги пушиш, 90% е Вирџинија од Америка. Значи, ние ја имаме аромата, го имаме квалитетот, меѓутоа како да земеме пари да го избрендираме истиот. Толку беше. Ти благодарам. Не сум толку стручнак за медот, меѓутоа, она што сакам да го кажам е следното, дека она што ви е намера, комуницирајте, а не ја држите во вас, комуницирајте со конкретен производ. Во смисла, сето ова што го кажа, треба да биде да завршува со производ што некој ќе окупи, бидејќи никој не купува само приказни. Приказните служат, или да кажеме, објаснувањата служат за да некој го заинтересира за нешто, али на крај пари дава за производот, така? Од тие причини може тоа да го зголеми интересот, вниманието и побарувачката,
ама мора да има производ кој што ќе се продаде. И она што беше кажано од Благоја претходно, дека сето ова може да се направи, меѓутоа да завршува со продукт зад кој што вие стоите и со кој што ќе го правите целиот маркетинг. А ви кажав што е маркетингот. Да се создаде побарувачка за вашите производи. И тоа најчесто се прави. Да се движите таму каде што луѓето ги има, на интернет ги има, ви кажав каде, во групи, пеј страни, да соопштите нешто што е интересно за другите, како информација, како вредност, ова што беше кажано, истражувањето за медот што покажаа сега, некои други специфики што се, и кога тоа ќе го презентирате како вредност, од големиот број на луѓе ќе се јават оние што се така наречени лиц, како што ги рековте претходно, ќе постават прашање и кои што ќе завршат со купување. Но, најважното е, прво, вие тоа да го одлучите, второ, многу добро да знаете каков тип на купувачи сакате или ги цилјате. Сите имате искуство, дефинирајте најдобрите и гледајте да имате што повеќе такви во работењето. А во однос на новите производи, тоа е веќе сосема нов пристап, како се воведува и како да се зголемува. Еднаш, кој рече дека за секој нов производ ми треба нова инвестиција, тоа е точно, али морам да ви кажам една работа. Многу пари ќе има на располагање, само добрите идеи ќе ги привлечат тие пари. И ако ги привлечете, ако не го примените ова, комуникација, маркетинг и така натаму, ви кажувам дека тоа што ќе го инвестирате, многу тешко ќе ви се врати. Пак ќе ви кажам еден пример. Кога планиравме на ист начин, како што ова ви го кажувам сега, го работевме само со една фирма. Промената се случи во период од 3 дена. Но, пред да почне се, јас ја прашав, дали си во состојба да одговориш на новите проблеми. За да ве подсетам од минатиот вебинар. Не постои бизнис кој нема проблеми. Ако нема проблеми, ќе престане бизнисот. Само постојат видови на проблеми. Првата група проблеми е нема купувачи, нема продажба, нема профит, нема пари. Вториот тип на проблеми е многу купувачи, не можем да стигнам, не можем да ги трошам парите и во таквата гужва тие што се прави и купувачи да ги изгубите, бавејќи се со други купувачи. И во 3 дена се случи третиот ден да почне да се жали. И јас реков не прифаќам жалба, затоа што те прашав дали си во состојба да одговориш на 10 пати поголемиот обем на комуникација, ќе се јавуваат, ќе прашуваат, треба да одговараш, некои ќе ги избегаваш. Ти рече можеш. И дека си во состојба. И сега не прифаќам жалење. Разбирате? И прашањето на растот воопшто не е прашање дали е можно. Прашање е дали сакаш. И кога ќе се јават такви потреби за повеќе акција, не ги викам напори јас. Повеќе акција, најголем дел се откажуваат. Поубаво ми беше кога се ми беше мирно. И затоа ме радува ваквите одлуки што ги слушнав од Благое, од другите, да ги донесете, ви го кажувам ова само како охрабрување, дека е можно, дека кога ќе наидете на проблем, комуницирајте со некој. Например, Маријан ми пиша дека имал проблеми. Слободно на Facebook кажете, ова не можев да го применам така како што го кажа. Бидејќи кога јас поставив прашање, на првото прашање многу убаво одмар да го добив одговорот. Со преглед кој производ колку кошта.
Доколку имате било какви стопови, да кажам, нешто не излезе така како што јас ви кажувам, слободно напишете или на Facebook имате контакт од мене, или на имейл, или преку Благоја и Жаклина. Може би не во моментот, ама за ден-два сигурно ќе ви дадам повратен одговор. Тоа би било заокружено се за ова прашање, каде што се сведува на следното. Ако сакате да растете, мора да создавате побарувачка за вашите производи. За да создавате побарувачка ви треба маркетинг. Со маркетингот треба да дефинирате каков тип на купувачи сакате да имате и на сите ви препорачувам, напишете го купувачот од кој што сте биле најзадоволни. Како дошол до вас, како ве нашал, како нарачал, како платил, колку бил задоволен. И тој еден претворете го во потребниот број, односно видете колку ви треба за да работите со зголемен раст. И третото, кон тие луѓе брендирајте се себе си, производот, направете го по нешто да биде различен, за да луѓето ве препознаваат и полеко да стануваат лојални на вашите производи. Тоа би било како резиме од темата што ја работевме денеска. Дали имате плюс прашање? Прашање немам, само голема благодарност. Стварно беше инспиративно и тера на размислување. Ти благодарам, Благоја. Значи, баш убаво што го кажа ова, заради тоа што најубаво ова ми го кажа една што работевме, ја прашав добро дали беше тоа она што го очекуваше и она вика да, дури и повеќе. Викам, јас ништо не зборев различно од она што ти го работиш секојдневно. И она кажа да, ама начинот како го осмисли сето тоа што јас го разбирам и како ти го гледаш дека може и тоа што го работам да биде подобро, е баш клучното за мотивирање за постигнување поголеми резултати. Се обидов да стојам до тоа што секојдневно го работите и како на тоа може да се додаде нешто што ќе ви донесе поголем резултат. Ти благодарам за коментарот. Ако има уште некој за прашање и коментар. Исто јас го поздравувам на едностан, стварно беше инспиративен, добри насоки размислување, добри поенти, дај Боже да има повеќе такви. И благодарам, Ристе. Да, Ристо, и јас сакам да ти се заблагодарам од името на Сдруженијето за исцрпните овие 3 предавања. Многу корисни информации. Да и се заблагодарам на сите учесници на вебинарите. Се надевам, како што каже колегата, дека имаме прилика да организираме уште вакви обуки. Бидејќи има многу што да се научи од истите, особено од тебе, ги мотивираш учесниците да размислуват. Така да благодарам многу. Јас се надевам дека 2021 на сите ќе ви биде уште подобра. Само една замолница, ако сакате да пуштите камера да фатаме на слика така во живо, тие што имаат. Пошто сега сме сите, бро. Другите немате камери? И јас само да се заблагодарам. Слободан повели. Само да се заблагодарам за советот и ќе се потрудам да ги применам сите работи што ги кажавте. Фала ти, можете да пуштите камери? Не дава опција да се пушти камера. Па не дава и кај мене нешто. Не дозволува, да. Добро, чекај тогаш. Кај мене исто не. Кај не сака нешто. Само да видам. Зошто не сега камераваме? Океј, тогаш вака имињата ги има на сите, барем ќе ги фатам со имиња. Може така, Жаки, за да ви го пратам после како... Да, може, не е проблем. Да, и плюс извештајот. Оно што се генерира. Вака целата. Да ја фатам и останува до следно видување. Поздрав до сите. Пријетно, се најдобро на сите.
Чао, чао. Довидување. Чао. Пријатно. Пријатно.